во предизборната програма ветивме дека на територијата на општина Радовиш ќе изградиме повеќе вакви детско-рекреативни катчиња, односно 10, но еве, на наше задоволство успеавме да се надминиме. Ова е веќе 10-то или 11-то детско-рекреативно катче кое го ставаме во функција на жителите, еве во конкретниот случај на жителите од населбата Раклиш, а таа тенденција за брзо време ќе ја продолжиме, односно секоја местна заедница во Радовиш да има еден ваков комплекс кој ќе биде нели во функција на жителите од 7 до 77 години. Јас сум особено радосен што ова рудло кое што претходно се наоѓаше на оваа локација, еве успеавме да го преуредиме целосно, да го дооплеменеме со одредени реквизити за да биде баш во функција и простор за уживање и рекреација, како што рековме, на сите жители на населбата Раклиш. Исто така сакам да напоменам дека населбата Раклиш во овие изминати 2 години се здоби со реализација на уште неколку проекти во делот на инфраструктурата. Беше реализирана фекалната канализациона мрежа, регулација на топлата вода која што правеше проблем на регионалниот пат, поплучување на тротоарските површини во делот на регионалниот пат, а за брзо време еве ќе реализираме уште еден проект, а тоа е асфалтирање на уште една улица во самата населена во самата населба. На која површина се протега детското игралиште, со кои реквизити е пополнет? Па еве и сами можете да видите дека од повеќе типови на реквизити успеавме да набавиме, да вметнеме. Површината е некаде околу декар место. Паркот направи многу убав за децата си играат убаво, занимават се со играчките и се најубаво. И многу му благодариме на градоначалникот тоа што го направи за децата. Оваа година е паркот во Радовиш и во Раклиш и тротоарите во Раклиш. Тоа е нешто највише за младите деца и за нас старите. За младите е поубаво и старите седнат на клупата, седат.